Владата се уште го крои петиот сет економски мерки. Се уште ништо не е дефинитивно одлучено. Дали помошта за вработените во компаниите ќе биде преку бескаматни кредити или пак како досега со директна финансиска помош за исплата на плати. Се поверојатно е дека помошта ќе биде преку бескаматни кредити. Министерот за економија Крешник Бектеши за денеска најави дека ќе се одржи уште еден состанок во владата околу престојниот пети пакет антиковид мерки за стопанството и за граѓаните, кој како што рече очекува да биде објавен наредната недела, иако бизнисот очекуваше многу порано. Не е одлучено дека ќе оди таа опција. Ние на маса сме имале две опции, кои сме ги разговарале со стопанските комори директно во склоп на воспоставеното јавен приватен диалог, кој секој месец, последната недела на месецот, го држиме во влада. Зошто ние го фрлнивме на маса ова опција? Кажав и претhodно, ние сакаме компаниите наши, посебно тие сектори кои ние мислиме дека се најпогодени, да бидат охрабрени и тие заедно со институциите да покажуваат резултати во време на криза. Синдикатите се против тоа субвенциите за плати да се заменат со бескаматни кредити, бидејќи со тоа велат ќе се отвори простор за манипулација со работниците, затоа што нема никаква гаранција дека парите од кредитите ќе се искористат за плати на вработените. И бизнис секторот реагираше на најавената промена на мерката со образложение дека многу од фирмите може да останат без помош кога им е најпотребна и за брзо време дел од нив ќе затворат. Според новиот модел кој го планира владата, доколку некој угостителски објект на пример земе бескаматен кредит за исплата на плати за 5 вработени по 14.500 денари, во случај да покаже позитивни резултати во делот на зголемување на работните места или зголемување на приходите споредено со 2019 и со 2020 година, тогаш ќе добие грант од 30, 40 или 50%. Компаниите кои пак ги поддржала владата во исплата на плати во текот на 2020 година, а покажат позитивни резултати, ќе треба дел од тие средства да ги вратат во текот на оваа година. Поделба на платежни картички или пари на трансакциски сметки ќе нема во петиот сет антикризни мерки, а се најавени ваучери за туризам кои сега наместо 100 ќе бидат 250 евра. Стопанствениците пак освен помошта за плати побараа на граѓаните да им се поделат токму картички, за да се стимулира домашното производство, а не пари на трансакциски сметки како при четвртиот сет, кој го оценија како неуспешен. Во тек се последните преговори за петиот пакет мерки за помош на стопанството кој ќе тежи од 50 до 60 милиони евра. Бектеши уверува дека до понеделник има уште состаноци со стопанските комори и со синдикатите, на кои ќе се разгледаат уште еднаш нивните коментари на владините предлози.